Се наоѓаме во спортската сала Метод Димитровски Брицо, каде во тек е тренингот на кошаркарскиот клуб Патриот, кој што неделава игра уште еден важен натпревар и овој пат во недела, со почеток од 20 часот во првата женска кошаркарска лига. Ќе играме против екипата на Баскет Камп, пијанечко дерби. Натпревар значаен за нас, зошто значаен ќе ни каже тренерот Липчо Петровски. По победата над Спорт Тим продолжуваме со овие натпревари во првата лига. Рековте дека имате уште 8 натпревари. Да. Па што да очекува публиката повторно да ја повикаме? Па ние на секој натпревар ќе даваме се од себе. Значи ќе настојуваме да го дадеме најдоброто што го можеме. Пред се играме со шампионот на Македонија, значи Баскет Камп од Македонска Каменица. Тие се веќе 5 години прваци на Македонија и куп прваци. Меѓутоа ние нема да се предадеме. Овој натпревар ќе биде шанса да го играме екипата, бидејќи кошаркарките од Америка немаа можност да се уиграт со самата екипа. Меѓутоа доброто е што победивме со Спорт Тим Неготино, па сега овие натпревари можеме многу полесно да ги спремаме и на секој натпревар да одиме по можност да изненадиме некој од противниците. Да подобјасниме, значи првата лига се игра цело време до негде месец март, а потоа следуваат оние оролоџо, како што го рековте. Да. Значи што конкретно ќе се случува после овој натпревар со Баскет Камп? Значи ние играме после тоа редовно коло со МЗТ Бела Вода, значи од Скопје, и после тоа настапува Орловоџо, значи тогаш играме секој со секој уште по една утакмица, само што домакин е екипата која има подобар скор во двата натпревари од пролетниот и есенскиот дел. Јас ви посакувам многу успех, ви оставаме да го направите овој тренинг, да ги подготвите добро кошаркарките, а вие, почитувани гледачи, да дојдете во недела во 20 часот, убав термин, да погледнете уште некои од мајсториите на нашите девојки, на ново дојдените кошаркарки Лаурен Скот и Кимберлин Крисвел, ми се чини така, да, кои еве ги оваа вечер се тука тренираат заедно со нашите девојки, и да се надеваме на некој добар близок резултат, па зошто да не и да нападнеме на победа, ете така. Благодарам што не следите и ги оставаме кошаркарките со нивниот тренинг.